Од следната година АДСМ нема целосно да ги покрива потребите со електрична енергија на универзалниот снабдувач. Согласно новиот закон за енергетика, уделот на струја што ќе го испорачува ЕСМ ќе биде ограничен на 70%, наместо досегашните 100%. Министерката за енергетика Сања Божиновска објасни дека ова е последен чекор од исполнување на реформската агенда во енергетскиот сектор, но и дека тоа не значи поскапување на струјата. Според неа, поради пониските берзански цени на електричната енергија, изголеменото производство од обновливи извори не очекува раст на цената на струјата. Министерството за енергетика ќе се заложи за евентуално кинување на блок тарифите, но сепак, како што изјави Божиновска, конечната одлука е во надлежност на регулаторната комисија за енергетика. Ако ги гледаме цените како се нула во овој период и колку многу има повеќе електрична енергија и дека веќе и Грција извезува, јас мислам дека може да се очекува намалување на овие цени, меѓутоа тоа е сепак берза, што значи на берза може да има и скокови и падови, меѓутоа некој тренд е дека сега има многу ниски цени и нули. Регулаторната комисија за енергетика е одговорна за блоковите, они ги дефинираат, они прават истражување и што се случува. Ако не повикаат, ние секако ќе дадеме наше мислење, меѓутоа целта е една единствена, граѓаните да имаат пониски сметки. Божиновски истакна дека минатата година Македонија била над европскиот просек, односно околу 58% од инсталираните капацитети се од обновливи извори. Таа очекува овој тренд да продолжи во следниот период, бидејќи најавниот повик за изградба на енергетски објекти за 2027 година до почетокот на месецов пристигнале над 800 иницијативи од приватни компании и институции. Божиновска на брифингот со медиумите соопшти дека до Министерството пристигнало решението од Државниот завод за индустријска сопственост, со кое и официјално се заштитува македонскиот рубин, како наш уникатен полускапоцен камен, со што добива статус на заштитено национално минерално наследство.